Почитувани сограѓани и почитувани медиуми. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е Прилеп денес ќе поднесе кривична пријава во основното јавно обвинителство Прилеп против Орце Тодоровски, директор на јавната општинска установа за деца, детска градинка Наша иднина Прилеп. Тодоровски, како прв човек на детските градинки во Прилеп, без обезбедена согласност од Министерството за финансии, склучил договори на дело и анекси за нивно продолжување на 40 на лица, иако во институција со помалку од 300 вработени, можел да ангажира не повеќе од 3 лица на ваков начин. Поради ова, постои основано сомнение дека директорот Орце Тодоровски постапил спротивно на Законот за трансформација во редовен работен однос, при што за ваквиот вид на дело е предвидена и затворска казна во време траење од 6 месеци до 3 години. Наместо кадрите на СДС да ги почитуваат преземените мерки и активности од владата во борба со коронавирусот, преку уредби со законска сила, одлуки и заклучоци кои важат за време на вонредната состојба, истите тие кадри побрзаа предизборно да ги задоволат апетитите на партиските војници во период на епидемија, кога беше ставен клуч на градинките и беше прекинат воспитно-образовниот процес. Очигледно, за директорот на градинката Наша иднина нема никакво влијание заклучокот од владата со кој се забрануваат нови вработувања, нови ангажирања преку агенции за привремени вработувања и нови договори на дело, освен за ангажирање на соодветен кадар во здравствениот сектор и во други сектори кои што се во насока за справување со последиците од коронавирусот. Очекуваме основното јавно обвинителство во најбрз можен рок да постапи согласно со законските овластувања, како би ја утврдило фактичката состојба и би ги потврдило наводите на оваа поднесена пријава. Почитувани, никој не смее да биде над законот. Во наредните денови ќе следуваат кривични пријави за челниците на СДСМ во Прилеп и за сите нивни криминали ќе бидат откриени пред граѓаните. После големиот пораз на СДС на предстојните предвремени парламентарни избори, доаѓа обнова и правда за сите во Република Македонија. Ви благодарам.